Кој зошто го подгрева националниот радикализам? Добар дел од историчарите, тука да не генерализираме дека сите се такви, историјата ја сваќаат не ја сваќаат како наука, туку повеќе ја сваќаат како чувар на нацијата. Тоа е еден апсурд, еден анахронизам. Да не се признава јазик кој што повеќе од 70 години е кодифициран. Кој ги разбранува страстите меѓу двата народи? Меѓу двата народи страстите најчесто ги заоструваат, така може да кажеме, политичките елити. ММФ со оптимистички најави за оваа 2023. Инфлацијата ќе стивне, рецесијата ќе биде избегната. Јас сум оптимист во смисла на цените на енергијата и знам дека тој проблем ќе се реши како што се реши 73-74 кога беше првиот нафтен шок. Видите, паметна влада треба да слуша, а само бендисана не слуша. Корупцијата и криминалот се повеќе го еродира македонското и политичко општество. Кој ја истражува оперативно работата на судија на јавно обвинител? Никој во државата. Тие се заштитени. Дури во Уставот се вградил амандман дека судија за донесена одлука не може кривично одговара. Ние немаме институција која што во изминатите 15 години открила крупен случај, голем случај на корупција, на криминал. Ово издание на Трилин го започнуваме од црквата Свети Спас, под самото Кали во срцето на отоманската Стара чаршија, која е паметник за историска, но и уметничка епоха на старорезбарската школа. Во камениот саркофаг се положени моштите на Гоце Делчев на 11 октомври 1946 година, откако 2 дена патувал од Софија за Скопје. Затоа Свети Спас е светилиште и за македонската национална и духовна борба за која најмногу прилега тестаменталната порака на Гоце Делчев. Светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. Овде и тишината зборува, што не ја нарушуваат и ретките посетители. Наречиси 24 часа сме пред европскиот испит. Соседите да покажат научна, општествена и респектибилна одважност да не дозволат воскресениот радикален национализам да влие врз политичките одлуки. Сега сум под сводовите на еден религиозен и национален храм. Влегов со одобрување на двајцата министри за полиција. Бугарскиот министер за внатрешни работи кој порача: нема да дозволиме некои луѓе да палат оган таму каде што го нема. Македонскиот пак дека еден брутален насилнички напад нема да се архивира само како хибридна војна. Свети Спас како волшебство на двата синоними: светост на храмовите и спасение за разгорените страсти. Во сакралноста на градбата, во мирот и тишината е границата на домашното и општествено воспитување. Во европската политика е отпорот кон бруталноста на радикалниот национализам во Бугарија и Македонија. Гоце Делчев е на сите оние што го почитуваат и што го чествуваат, без разлика дали припаѓаат на една или друга нација. Гоце Делчев пред се за македонскиот народ е национален херој, национален символ, човек кој што оставил длабок впечаток во македонската историја, македонската историски континуум во формирањето на македонската нација и македонската држава. Но, кога збориме за ликот и делото на Гоце Делчев, треба да обрнеме внимание на неколку аспекти. Најчесто ние историчарите викаме дека историјата патува низ времето и низ просторот. Оно што најголем дел од денес од населението за одредени историски настани процеси и ликови ги гледаат низ перспектива на современата реалност, односно современата реалност ја пресликуваат во минатото. Така и со Гоце Делчев.
некои работи што денес ние ги чувствуваме како македонци, ги препишуваме на тоа време и на тие личности, особено сега како што е примерот со Гоце Делчев. Секоја историјата е предмет на националната нарација, односно национализмот зема делови од историјата и ги вклопува во еден национален континуум. Од таа страна многу често историчарите се заслепени од национализмот и земат одредени селективни делови од историјата што во глобала им пречи да прикажат целокупната слика на одредена личност или одреден историски настан. Од тука можам да кажам дека да, историчарите дали самите си ја преземаат таа улога или се под влијание на општествената јавност некогаш и се во грч едноставно да не погрешат нешто, да не кажат нешто што не треба или слично. Што е тоа што постојано се соочуваме со недоразбирање со соседите? Долго време изгубивме во решавање со спорот со Грција, го подценивме проблемот со Бугарија или ова изолиран случај што овој период ни се случува со Видите, проблемот со Бугарија прво не е од сега. Тоа е многу стар проблем. Вие знаете дека Бугарија не го признава македонскиот јазик и фактички не го признава идентитетот. И тоа е тежок проблем кој што постои, се засили уште 1960-тите години во екс-Југославија и постои до ден денес. И сега, видите, тоа е еден абсурд, еден анахронизам. Да не се признава јазик кој што повеќе од 70 години е кодифициран, јазик на кој што се напишани илјадници и милиони страници, јазик кој што одлично котира во, да речеме, јужнословенската група на јазици, како богат јазик, со своја граматика, со своја фонологија и така натаму, со сите атрибути на еден модерен, добро развиен јазик, јазик кој што и понатаму се развива, високо е почитуван таму. Имаат проблем бугарските, да речеме, научници и слависти со ваквиот третман на македонскиот јазик и непризнавање, бидејќи други не можат тоа да го разберат, како што има проблем и политиката. И ние понекогаш, знаете, не треба можеби толку внимание на овој ригиден став на Бугарија да обрнуваме, бидејќи факт е постоењето на македонскиот јазик. Нека зборуваат, нека кажуваат, особено националистичките групи. Полека се јавува една група интелектуалци, историчари кои што велат дека ова е смешно што го правиме ние како Бугарија и што ми го правиме на нашите соседи. Тоа не чини нити за имиджот на Бугарија. Разговорот во целост со професорот и член на Македонско-бугарската комисија Љоровски ќе имате можност да го следите нешто подоцна во ово издание на Трилинг, а во продолжение продолжуваме со мојот вечерашен соговорник, академик Таки Фити. Добре ден за академик Таки Фити, поранешен председател на Македонската академија на науки и уметности. Главниот фокус е ваш економската состојба во државата и светските движења. Дилемата прво на светско ниво, но и на домашната економска сцена е дали е избегната рецесијата, според одредени прогнози на ММФ, е дека оваа година постепено ќе спласне инфлацијата, а дека ќе го избегнеме можеби најлошото, а тоа е да западнеме и светот, но и дома во рецесија. Кои се вашите проекции? Па видете, ако тргнете од проекциите на Светската банка, на Меѓународниот монетарен фонд, тие се лоши во основа. Ќе се навратам на тоа. Инаку, ние треба да појдеме од тоа дека веќе 15 години светската економија проаѓа низ многу тежок временски период со акумулирање на многу тешки, длабоки рецесии, како што беше големата рецесија 2007-2009 година. После тоа уследи еден раст до 2019-2020, кој што формално економистите го бележат како период на експанзија, на заживување. И тоа не беше вистинска експанзија. Затоа што стапките на економски раст во светски размери беа многу пониски, најниски од било која друга претходна фаза на експанзија во последните 150 години. Па уследи ковид кризата, таа траеше краткорочно, пак според методологија како ние ја дефинираме, траеше само 2 месеца. Де факто, меѓутоа го предизвика најсилниот краткорочен пат на економската активност. И после тоа дојде
енергетската криза, што е многу тешка, многу сериозна, енормно се покачија цените на енергенсите, така што тоа придонесе да проработи инфлацијата и да ги придвижи економиите кон таа состојба на стагфлација, многу тешка модификација, промена на бизнис циклусот, која што претпоставува едновремено во економијата да постојат три, јас велам, зла. Ниски стапки на раст, стагнантни, често и негативни, висока инфлација и релативно висока невработеност. Има разлики, например, експертите пред Давос дава негативни прогнози во однос на она што не очекува во наредниот период. Од друга страна, ММФ со оптимистички прогнози, а тоа е дека инфлацијата полека ќе спласнува, а дека ќе го избегнеме процесот, односно ќе избегнеме рецесијата. Да, меѓутоа, водејќи сметка за сите овие состојби што претходно ги спомнав, кај Меѓународниот монетарен фонд се прилично предпазливи, тие велат дека ги намалуваме прогнозите за стапките на економскиот раст во светски размери од 3,2 на 2,6, со 25% веројатност дека растот, стапките на раст ќе паднат под 2%. ММФ предвидува намалување на европската инфлација година на 6,6, а до година на 4,5%. Што е со проценките на инфлацијата? Види, очекувањата се она што вие го кажавте, дека почнувајќи од втората половина на оваа година, стапките на инфлација ќе почнат да се намалуваат насекаде во светот и полека ќе се движиме кон онај нормален таргет за високо развиените земји до година 3-2% и така натаму. И тоа прогнозите се многу неизвестни. И не знаеме што ќе се случи со војната во Украина. Ќе престане ли таа брзо или ќе продолжи, а тоа има силен ефект врз покачување на цените на енергијата. Меѓутоа, јас сум оптимист во смисла на цените на енергијата и знам дека тој проблем ќе се реши како што се реши 73-74 кога беше првиот нафтен шок и на преодот на 80-тите години на минатиот век како што беше вториот нафтен шок. Како се реши тогаш проблемот? Не беше најден поевтин извор на енергија од нафтата. Нафтата остана основен извор на енергија. Но беше пронајден нов технолошки модел. Значи, излегува микрочиповите, микроелектрониката, кои што силно го намалија потрошокот на енергија по единица производ и тоа предизвика вистинско преструктурирање на економиите. Сега истото ќе се случи со новите зелени технологии. Ќе треба еден период од 2-3 години, меѓутоа тие многу брзо се развиваат, брзо се имплементираат и тоа во голема мера ќе го релативизира проблемот. Да не зборувам за тоа дека се предвидува дека за кратко време веќе ќе се реши и проблемот со водородот, производство на електрична енергија од водород, што би било трајно решение за дефицитот на енергија во светски размери и така натаму. Академик Фити, една по друго криза, со една по друго криза се соочувавме. Енергетска, претходно здравствена, економска. Како во овој изминат период успеавме или не успеавме да ги менаџираме овие состојби? Стандард и Пирс со непроменета оценка ББ минус, стабилен денар, покачување на постојните девизни резерви на над 3,9 милиарди евра. Дел од упатените велат дека нема координираност помеѓу фискалната и монетарна политика. Па видите, да ви кажам, Македонија се справи малку потешко со многу повеќе пари затоа што ние сме дефицитарни во енергија. Години, како што знаете, не е инвестирано во некој поголем позначаен објект и сите земји што имаат дефицити зависат од увоз на енергија, посебно кај нас на електрична енергија од нафта, потешко се справува. Меѓутоа го направи тоа што го направи владата, сега се јавува нов проблем околу координираноста на фискалната и монетарната политика. Сега имаме стагфлацијски тенденции. Значи ниски стапки на раст. За Македонија Народна банка предвидува дека ќе завршиме оваа година место со 2,9 со 2,6. По мене и тоа ќе биде добро ако се оствари. Меѓутоа кога имате стагфлација не можете вие да одите со оние мерки со кои што одевме претходно за време на големата рецесија па и на ковидот. Знаете, кога имате класична рецесија, ние ја викаме рецесија на страната на агрегатната побарувачка, тогаш што се случува? Во класична рецесија буџетот троши многу повеќе и прави дефицити, значи она што го викаме фискални стимули и ги намалува деношните стапки за да го заживее растот, а монетарната
политика кога имате таква класична рецесија е прилично лабава со бидејќи каматните стапки се ниски, таа почнува исто така да станува експанзивна, односно да дотура ликвидност во економијата. Така не ќе можеме сега. Сега имаме стагфлација. Ако буџетот многу троши, тоа има и инфлаторен ефект. Има инфлаторен ефект. Ако монетарната политика е лабава, тоа има инфлаторен ефект. Значи сега што треба да прави буџетот? Прво, буџетот мора да се концентрира на зголемување на фискалниот простор. Учеството на јавниот долг во бруто домашниот производ надмина 60%. Ние мораме да се спуштаме надолу. Во буџетот за оваа година е намалена стапката на дефицит на 4,6% и ако тоа се оствари, тоа е добро. Почнува тој процес на консолидација. Повторно да создадеме буџетски простор, бидејќи ако се јави нова криза, немаме како да интервенираме. Ударот или фокусот на фискалната политика треба да биде на јавните инвестиции. Значи јавните инвестиции, продуктивни јавни инвестиции, посебно зелени технологии, енергетика, фотоволтаици, ветерници и така натаму. Исто така, значаен дел од буџетот мора да биде насочен кон човечкиот капитал, значи подобрување на системот на едукација, образование, знаења, вештини за вработените и така натаму. Значи еден вид на продуктивни инвестиции што ќе доаѓаат од јавниот сектор и кои што на еден и друг начин се мерки на страната на понудата што се добра мерка против стагфлацијата. Не е доволно да речеме фокусирано во владините политики потикнувањето на нашите локални фирми, мали бизниси, да учествуваат во тој што го викаме синџир на вредности на во регионални размери. Просто кажано, нашите фирми имаат мало учество како субконтрактори, како кооперанти во производството на странските компании во нашите трговски зони. Тука треба да се направат мерки да се стимулираат нашите бизниси да произведуваат резервни делови, инпути, неопходни за потребите на странските компании, а има во тие политики предвидена мерка, значи треба субвенции со едукација на луѓето во малите фирми што сакаат да бидат кооперанти на големите фирми, со помош и давање на средства за евентуално иновативни пристапи во организација на производството, маркетингот и така натаму и така натаму. Таа мерка треба малку да се засили во буџет. Сега монетарната политика, пазете. Монетарната политика, како што знаете, бидејќи стагфлација веќе 3 пати ја промени, 3 или 4 пати основната референтната каматна стапка, сега е 4,75. Тоа почна да се одразува на каматните стапки на бизнис секторот, на ново одобрените кредити. Гледате, тие се зголеми од 3,2 на 5,2-5,3. И тоа ќе дејствува на обесхрабрување на инвестициите од приватниот сектор, а целта е да се намали инфлацијата. Да носите во ваква ситуација кога имате инфлација треба да растат. Меѓутоа тука е сега противречноста. Ако ги зголемите да носите, тоа ќе има пак негативен ефект врз економскиот раст. Ако монетарната политика претера со референтната каматна стапка, тоа ќе ги дестимулира инвестициите. Значи мора една добра координација и мерка да се најде меѓу двете политики, бидејќи тие на краток род се како да речем субститути. Ако буџетот многу троши, Централната банка мора да стега и обратно. Јас ги споменавте даноците, следуваат даночни затегнувања. Академик Абдулменав Беџети вели дека со мали даночни прогресии ќе се слеат дополнителни околу 90 милиони евра во буџетот. Вие во овој доста е малку по-внимателни. Да. Јас ви кажав, кога имате инфлацијски притисок, треба да растат даночните стапки, меѓутоа јас мислам дека првата работа што треба владата да ја прави не толку зголемување на даночните стапки, реформи ќе треба да се прават, со тек на време ќе треба и прогресивен данок да се води, тука се сложувам, рамниот данок си ја заврши својата функција. Меѓутоа, знаете, деликатна ситуација. Не е сега главно да се концентрираме на зголемување на даночните стапки, мали промени ќе има, проширување на даночна основица и така натаму. Елиминирање на бројни ослободувања кај даноците и слично. Имаме ние еден значаен извор да ги зголемиме буџетските приходи, тоа е сивата економија, која што учествува со 35%. Тоа е сектор, главно приватен, не само приватен, кој што не е оданочен, не е регистриран, не плаќа. А знаете што е 30% ако имаме повеќе
сива економија, тоа се 3,5-4 милиарди долари плюс. Ние не можеме да ја елиминираме комплетно, ниту друга земја може комплетно сивата економија, ама тука да се направи еден чек. Во овој кризен период, како се однесува предприемачите и македонските компании? Се доведовме во состојба на недостиг од работна сила. Се погласно се говори за неопходноста од увоз на работна сила. Дали тоа значи дека не знаеме да ги цениме нашите вработени, или и натаму компаниите со ниски плати ќе се обидат да ги задржат како така да останат во нивните компании? Видите, прво предприемачите во ситуација на вакви прилично тешки рецесии, кризни нарушувања, нормално е и секторот на домаќинствата, граѓаните, да бараат поддршка од државата и таа го дава тоа, со тоа што таа поддршка мора да им се даде на граѓаните, особено на оние од ранливите категории, значи на онаа популација што има најнисок доход. Исто така и предпријатијата бараат помош, меѓутоа и тука треба селективност, повеќе да им се помогне на оние предпријатија кои што се поиновативни, кои што произведуваат средства за живот и така натаму, значи не на широк план. И бара, како сите, бараат и нашите предприемачи, и малите, и предприемачите, и директорите на големите корпорации. Меѓутоа, јас исто така мислам дека тие веќе реагираа принудени од оваа ситуација на кризата, да речем предприемнички, на тој начин што огромен број на фирми веќе монтираа фотоволтаици, нешто што се поценува кај нас. 120-130 мегавати се инсталирани капацитети на фотоволтаици на крововите на фабриките главно, во дворовите на фабриките и така натаму. Тоа е една релативно голема хидроелектрана, да речеме 120-130 мегавати, и тоа е направено со сопствени средства, со сопствени инвестиции, тоа ги релаксира, бидејќи тоа е ефтина енергија. Инвестицијата е многу исплатлива, а ефтина енергија што се добива од сонце. И тоа ќе ги релаксира. И сега што е проблемот на предпријатијата? Силен пораст на трошоците на производство заради порастот на цената на електричната енергија, на струјата. Особено во оние компании што се, ние велиме, енергетско интензивни, односно во кои што потрошокот на енергија оди до 60% во структурата на цената на нивните финални производи. Пошто рече следите тренинг, мој соговорник академик Таки Фити, корупцијата еродира отпорноста кај политичарите кои веројатно се обидуваат во еден мандат да се нафатираат. Овој проблем со корупцијата и криминалот во речиси сите меѓународни извештаи ни се нотира како главен негативен тренд. До кога ќе... Тоа е изворено голем проблем. Гледате, 85-то место сме на онаа листа на меѓународните институции што го мера степенот на корупција. Формално, ако гледате, има некое подобрување и така натаму. Академик Фити, меѓутоа нема доверба ниту во институциите, ниту во тука е проблемот. Кај нас еден од најголемите проблеми се владење на правото, судскиот систем и така натаму. Она што ние го викавме заробени институции, уште не се ослободиле. Ефикасноста на институциите е многу слаба. Треба тука, значи, да се најдат механизми. Ние ги знаеме изворите на корупција, гледаме и анализи, има многу. Знаеме колку е тоа негативно за економијата и така натаму. Меѓутоа, судскиот систем, контролата, сите пријави на луѓе што загазиле во корупција, треба брзо да се ефектураат преку судовите, да се носат пресуди. Значи, строга регулатива треба кај корупцијата. Дури јас мислам дека кога корупцијата доаѓа од највисоко ниво, од луѓе кои што се на функција, таму треба да бидат уште построги мерките, затворски казни и така натаму. Мора тука уште да се менува регулативата и мора да се зголемува ефикасноста на судството. Декларативно сите тоа го зборува. И министрите, но никој ништо не презема. Меѓутоа никој ништо де факто не презема или не презема доволно за да тоа се спречи. Споредно е и податоци до кои дојде. Зарем е можно човек, фирма годишно да врти над 200 милиони евра во енергетиката? Зарем е возможно над 150 милиони евра во увоз на јаглен да се купува газ со 30% повисоки цени отколку тековните на светските берзи?
Дали е ова уште еден показател за ерозија на системот? Па најверојатно и тука има такви елементи, бидејќи пазете сега, гледам и овие расправи што се меѓу Мак Петрол и ЕСМ и така натаму. Ова е тешка ситуација и сега знаете, кога одите на слободен пазар, цената многу флуктуира. Де паѓа, де се намалува, на гасот сега е прилично намален. Оти гасот има најголемо влијание врз електричната енергија заедно со јагленот. И сега во една таква ситуација на неизвестност секогаш сте во дилема. Дали да одите на фиксна цена, некоја што е прифатлива за вас, или да одите на променлива. Ако појдете на фиксна цена, а силно паднат цените на гасот, како што сега се случи, ние губиме. Па го кажуваше Мак Петрол. Ако одите на флексибилна цена, па ако ве фати некој повторно големо покачување, исто така губите. Така да тоа може да биде некош направено со добра намера, но исто така не се исклучуваат во таква ситуација и коруптивни активности. Затоа тука контролата треба да биде многу силна. Академик Фити, разговорот ќе привршувам со најавата за дека МАНУ подготвува национална развојна стратегија 2040 година. Некој ќе рече, научниците во академијата постојано работат некои стратегии, но тие се сведуваат само на хартија без при тоа да се имплементираат. Дали државата го слуша МАНУ? Видите, ние се обидуваме, често пати не викаат на економско-социјалниот совет, не викаат и за други консултации, да речеме министерот за финансии. Не викаат за да се сликате или објективно? Не викаат да поразговараме, да направиме, да речеме екс-министрите ги вика. И сега кога ние разговараме како експерти, нема големи разлики тука, иако се со различни идеолошки пристапи одделни министри. Исто така, некои министри сакаат да слушнат и слушаат. Да речеме, во однос на енергетската стратегија и акцискиот план, многу добро соработуваме со владата и не слушаат околу тие мерки. Наши луѓе учествуваат и во подготовка на самите мерки. Исто така не вика и за време на ковидот, дел од економистите. Видите, паметна влада треба да слуша, а само бендисана не слуша. Меѓутоа, Каква е оваа влада? па како е оваа влада, зависи од кои министри. Некои министри сакаат да не чујат. Еве министерот за финансии, да речеме, добро, кој што самиот доаѓа од професорската фела, има големо искуство, многу често не вика и не прашува и не консултира. Други помалку викаат. Ако вие му се најавите. Ама сега јас да се најавувам или не знам некој мој колега да ти кажам ова и она, макар да и тоа ние го правиме, ако не го правиме така, ќе го правиме на овој начин. Укажуваме каде се грешките, што треба да се коригира и слично. Видите, како да ви кажам, не соработуваат доволно владите со наука. Академик Фити, на крајот разговорот ќе го завршам со она што речиси постојано не следи некакво проклетство како држава. Постојано да бидеме заробеници на геостратешки игри, па помалку и на недоразбирање со соседите. Се сеќам дека и во времето, додека вие бевте председател на МАНУ, се решаваше през панското прашање проблемот со Бугарија. Што е ова проклетство што не знаеме да најдеме сега заеднички јазик со источниот сосед? Во Македонија веќе од 2021 година се работи на национална развојна стратегија за наредните 20 години. Тоа е еден стратегиски, многу комплексен, многу визионерски документ кој што треба да ги засртат патеките на развој, да ги утврди патеките на развој во сите сфери на општественото живење. Не само економија, целокупниот општествен развој, и тоа условот е што? Тоа да се направи со широка консултација на сите засегнати страни. Значи, тука треба наука, економска заедница, јавни институции, министерства, агенции, невладини сектори, така натаму. Тоа е едната работа. И второ, ќе треба, ако сакаме да ја реализираме од она што го рековте, пишуваме стратегии, после тие се фрлаат, остануваат во ФИК, не се реализираат, треба да се постигне за таков стратегиски документ, тоа е веќе меѓународно искуство, еден сеопшт консенсус. И тоа консенсус меѓуетнички, да речем, меѓуродовски, меѓупартиски. Тој документ да биде прифатен од сите и секоја влада, се едно што една влада ќе падне, друга ќе дојде, да продолжи да го реализира
тој документ, да го проверува постојано, да го актуализира и слично, за да тој стане некаков обврзувачки документ кој што ни го покажува патот на раст и развој. Ману се вклучи релативно доцна. Иначе оваа стратегија е финансирана со пари на амбасадата, британската амбасада, тој фонд за добро управување, се вклучи и словачката сега, словачкото министерство за финансии со тие пари, а го координира и фактички на еден и друг начин овозможува имплементација UNDP, програмата на Обединетите нации за развој. Ману се вклучи дури таму негде октомври месец 22 година. Тие студии што беа направени од наши експерти во тој процес на подготовка, едно 7-8 во областа на образование, економскиот развој, животна средина, енергетика и така натаму во низа области, тие студии ние ги ревидиравме, ги актуализиравме. Не натера да направиме исто така 3 нови студии, истражување и развој, економски развој, зелена економија и зелени работни места и јавни институции, ефикасност и слично. Сето тоа ние го направивме за многу краток временски период, ни беа дадени само 2 месеци. Исто така после натера да направиме посебни студии, прво релативно кратки, меѓутоа ударни, за клучните елементи на стратегијата. А клучните елементи се прво човечкиот капитал, второ економскиот развој и зелената економија, трето животна средина и енергетика и ова енергетска трансформација и четврто инфраструктура и институции. Тоа го направивме и после бара сите тие да ги обединиме во еден краток документ. Сето тоа го направивме со консултации и со невладин сектор и со сите засегнати страни, правевме работилници, така да таа подготовка е сега завршена. Сега треба да продолжи таа фаза. Јас верувам дека Ману ќе биде таа која што ќе води целата работа, бидејќи Ману е во состојба, бидејќи колку и да биде критикувана, таа е респектибилна институција, има дигнитет свој и ние можеме да собериме огромен број на експерти од различни институции под чадорот на Ману за да изработиме оваа стратегија, но таа мора да биде научно фундирана, мора да постигне општ консенсус и да придонеси за голема инклузивност, вклученост на сите во изготвот, за да секој тој документ го чувствува како свој и да можеме да го имплементираме. Академик Фити, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Тоа беше академик Таки Фити. По кратката пауза за реклами продолжуваме понатаму со содржините за ово издание на емисијата. Следете. Добре ден за Павле Трајанов, лидер на Демократскиот сојуз и иницијатор за формирање на агенција која ќе го истражува делот на корупцијата и криминалот. Господин Трајанов, според кој модел би се формирала оваа агенција? Според Европската агенција ОЛАФ или според можеби она романската која предводеше Ковеши? И каква би имала координација помеѓу МВР и останатите безбедносни служби? Значи, 2005 година подготвиме проект за декриминализација, проект кој покасно беше доставен до сите земји членки на Европската унија, до нашите соседи и до други држави. И сите тие, после тој проект, започна тој исти процес декриминализација, да отворат институции за борба против тешките облици на криминал и корупција. Такви или слични институции се отворија и во Србија, Хрватска, во Романија, но во Босна и Херцеговина, но исто така и во Англија. Само кај нас проектот, бидејќи има овој проект со многу идеи, со многу насоки што треба се направи за борба против корупцијата, во суштина тогаш е дефинирано да се формира независна институција, независна од политичките влијанија, од центрите на моќ, од криминалните групации, значи да биде резистентна на било какви влијанија да работи самостојно, независно од било какви други работи. Така да, можеби ние сме тие што сме инициирале ваков вид на институција да се формира и пошироко таа доби тогаш голема гласност на секаде. Имаше идеи од холандската амбасада тој проект да го подржи за негова имплементација, но
Во тоа време господин Никола Груевски формира една работна група во рамките на владата, ја водеше Михајло Маневски, но ја развлекува работата, во суштина било да се направи група или како што викат комисија која никош нема да заврши работа. Господин Трајанов, колку е возможно во вакви едни околности, во какви што функционираме како држава, е возможно да профункционира една ваква независна, како што вие велите, агенција, кога ние сме сведоци како држава на спрега помеѓу политиката, бизнисот, судството, обвинителството, подземните структури? Суштината, значи, нова агенција да биде независна. Затоа што предлагам борд или управен одбор, кој што ќе го бира низ транспарентна постапка директорот со мандат од 5 или 7 години. Овој борд предлагам да биде составен од универзитетски професори, новинари, од невладиниот сектор кои што работат на откривање на тешки облици на криминал. Има представници, предлагам и од парламентот, едниот да биде од опозиција, едниот од власта, представник од Државната комисија за спречување на корупција, од обвинителството. И се разбира дека уште има отворени прашања, но вака овој композит на управен одбор дава гаранција дека не може ниту една политичка партија, уште помалку државна институција, да се меша во работата. Ви кажам конкретен пример. Еве деновиве излегува многу информации за сомнежи околу набавката, не знам, на мазут, на електрична енергија, на лекови. Новинарите тоа го откриваат, невладиниот сектор исто така тоа на еден и друг начин го документира, го презентира во јавноста. Сега се поставува клучното прашање. Која од институциите, државни институции, ќе започне тие работи да ги документира? Ниту една, бидејќи сите се под контрола на власта. Ако имаме една ваква независна институција, таа може... Кога велите сите се под контрола на власта, сите 30 години на исти начин функционира овој систем во државата. Ние немаме во за речи си окружок. овие 30 години, вие говорам и како пратеник, но и како партија, речи си секогаш сте со власта. Независно, не можете состојба? Да сум јас во власта со 15 пратеници, до сега 10 пати ќе го поминев овој проект и ќе имавме независна институција. Така да, до сега ВМРО, ДПМН и СДСМ се партии кои што добиваат најголема поддршка од граѓаните, тие се менуваат, но ниту една од овие политички партии, уште помалку дуи, имат јасна, чиста определба за борба против корупцијата и криминалот. Се е на изјави, се е на пресконференции, не сакат да се формира, до сега не сакат да формират ваква институција, бидејќи таа ќе ги офати и самите тие што се носители на високи државни функции. Оваа институција... Еве, за пример, конкретни случаи. Романската специјална обвинителка беше разрешена од како стигна до врвовите на политичките елити. Полицијата, Олаф, не успеа да го иницира судењето на бугарскиот премиер Борисов, кој по 24 часа беше ослободен. Сега прашањето ми е едноставно. Кој би се, условно кажано, дрзнал да ги апси Заев, Мицковски, големите бизнис зверки, судиите, обвинителите? Оваа институција, работените ќе имат посебни прави овластувања, ќе бидат во суштина овластени службени лица, ќе можат да работат оперативно, да соберат докази, да документират, да поднесат кривични пријави и се разбира, можат да определат задржување, дури трае постапката, се разбира сите тие активности, тоа е посочено дека ќе се одвија во сработка со јавниот обвинител за организиран криминал. Оперативната истрага или оперативните активности мора да ги извршуваат исклучително способни луѓе, високи професионалци, кои што тоа што ќе го подготват мора да биде аргументирано, подкрепено со сериозни докази, со информации, податоци. Таква пријава подготвена не може никој да ја сруши. Антикорупцијскиот одред би действувал за криминал над 100.000 евра, нели е помалку нелогично за луѓе кои милиони вртат, туку така едноставно да тие решенија се преземени од кривичниот законник. Значи, дефинираме да не се занимава оваа агенција со ситен криминал. Еве,
повторно нагласувам, ако сега имаме набавка 100 милиони евра, не знам за мазут или не знам уште повеќе 280-300 милиони евра за увоз на електрична енергија. Ако имаме сомнежи, значи тоа се само сомнежи презентирани во јавноста, бидејќи сепак ја не водам истрага или кажете ми кој тоа ќе го истражува, реков, оваа институција тоа ќе го истражува. Ќе собере докази. Или друг случај, ако судски совет донесе ослободителна одлука за очигледен криминал, корупција со неколку стотици милиони евра, исто така. Имавме сега таков случај. Кој ја истражува оперативна работата на судија на јавно обвинител? Никој во државата. Тие се заштитени. Дури во Уставот се вградил амандман дека судија за донесена одлука не може кривично одговара. Ако судија не одговара затоа што донел одлука, а за тоа примил 2 или 3 милиона евра, да ослободи некој криминалец од носителя на јавни функции кој што ја ограбил државата, кажете ми зашто ќе одговара судијата? Ако тој со уставот е амнестиран од било каква одговорност ако донесе соодветна судска одлука. Тоа значи дека и никој не ги нив сега вработува. На времето МВР, одделите за организиран криминал, за економски криминал, работеа оперативно, ги истражуваат тие работи. Сега никој. Значи, сега битката против корупцијата, против криминалот ја водат медиумите, новинарите и невладените организации. Ние немаме институција која што во изминатите 15 години открила крупен случај, голем случај на корупција, на криминал. Затоа што секојаш овие институции се под директна контрола на власта и тие работат на случај што претходната власт, условно кажано. И тоа излегува дека се води хајка, неселективен, да речеме, селективен пристап. А за актуелните носители на јавни функции, ја не сите не ги обвинувам, но голем дел се вклучени во криминал активности. Јавните набавки, 90% се наместени од државата. Прво ќе се најде кој ќе заврши работата, јавната набавка, а после тоа се распишува јавен тендер. Да. Дури сега имаме уште полошо, сега имаме компанија која што директно ќе извршува со директна спогодба градежни работи за огромни суми, за стотици милиони евра. Тој процес кој ќе го контролира, кажете ми? Кој? Затоа што ја не сум сумничав во се да се сомневам. Но ако имаме ние институција независна, таа ќе обезбеди генерална превенција. Знаат дека не може председател на владата да рече тоа ставете го. Или министрот, или лидерот на политичка партија, не знам, носител на друга функција. Може да биде само политичка функција, да е во опозиција, ама да има влијание со својот авторитет или најавата дека тој ќе биде следниот председател на влада или министер, исто така да влие на овие институции. Господин Трајанов, дали не мислите дека треба да се укине можноста за спогодбено решавање помеѓу обвинителството и обвинетиот? Многу често осудениот се обидува слободата да се ја купи со пари. А при тоа далеку стигаме и до можноста за конфискување на имот. Значи, тоа е едно од суштествените сугестии и предлози, кога ќе се утврди нелегално стекнат имот, оваа агенција да предлага, се разбира, иницира постапка за конфискација на имотот и забрана на политичко действување. Тој значи што се стекнал со имот на криминален начин, тој не може да повторно да има можност да се вклучи во политиката. Тоа значи дека целиот овој процес е така компониран, целиот овој законски решение, што дават гаранција за успех. До сега, дали вие познавате некој судија, обвинител, адвокат, кој што завршил со казна затвор, во ситуација кога, например, се обидувале да работат предмети и со години да ги држат во фиока, со цел предметот да застари? Препознавате ли спрега помеѓу
и близкост помеѓу судија, обвинител? Значи, препознавам најголема близина е политиката, носителите на високи функции и судот. Тие се борат за независно судство, носиме закони, меѓутоа во суштина независноста е се дотогаш додека не дојде на власт партијата или тие што ќе извршат високи функции. Главната реформа е судот во целиот јавниот обвинител да започне да работи по нивен налог. Тоа е реформата досега. И нема одговорност. Многу тешко, бидејќи никој не работи на откривање на можната одговорност, на можната корумпираност на јавен обвинител на судија. Ние знаеме, имаме како заврши јавната обвинителка на специјалното јавно обвинителство. Но тоа е исклучено, бидејќи тамо многу работи се измеша, многу влијанија, но во принцип никој не контролира нивната работа. Господине Трајанов, на крајот, се поизвестно е дека Алијанса на албанците ќе влезе во владата. Што е поверојатно, да се прошири владата, да се спроведат и да се обезбеди потребното двотретинско мнозинство за уставни промени или да се оди на предвремени парламентарни избори, кои би можело да бидат заедно евентуално и со претседателските? Јас имам кристален став околу ова прашање. Владата, композитот на владата мора да биде одраз на соодветна и правишна застапеност на сите етнички заедници. Но се изместија работите. Имаме непринципиална коалиција и актуелната е компонирана на непринципиални основи, само на бројки, не на платформа, програма. И сега се заговара, наместо да се задржи стабилно мнозинство кое што го имаме 64 претеници, сега се заговара фронт Сојуз за Европа. Значи, ова подебла, кои се за Европа, за Европска унија, а кои се против, е опасна манипулација. Поделбата на граѓаните за Европска унија и против, поделбата на партиите за Европска унија и против е многу опасна, неприфатлива и непродуктивна. Затоа јас предлагам поширок консенсус треба. Ако сакат да се движиме напред и ако веќе се отвора владата, треба да се упати покана до сите политички партии и парламентарни да бидат дел од овој процес и низ вклучување на сите партии, најквалитетните кадри, најкреативните кадри во процесот на скрининг. Полека да се движи овој процес, бидејќи јас знам, сигурен сум во тоа, дека нема никој да го попречи процесот Македонија да се движи кон Европската унија. Кој би бил начело на таа влада? Начелото на таа влада би бил, логично е, тој што има најголем број на пратеници. Дали е тоа СДСМ, дали е ВМРО, ДПМН, од тие две партии треба да го предложат тој што ќе состави владата, затоа што вака како што ги изместиме сега работите, дополнително со вклучување на алијансата, со алтернатива ако остане. Значи, јас апсолутно не сум оптеретен околу етничката припадност на министрите. Ние се работи за поделба согласно уставот, тоа амандман 6, каде што стои многу јасно дека мора органите на власта да се запази соодветна и правишна застапеност на граѓаните од сите етнички заедници и во другите институции на власта. Ние мораме да изградиме помеѓу сите политички фактори, тие што се битни чинители посебно, да имаме единство, сплотеност околу овој проект Македонија, што е можно побрзо во Европската унија. Се друго е манипулација и купување на ефтини политички поени, а во суштина актуелната борба за композитот на владата е да се влезе во владата, да се обезбедат министерски места, други позиции во јавните предпријатија, да се отвори процес на нови вработувања по партиски список. Тоа мислам дека на Македонија не е потребно. И потреба само реформи. Еве, 3 реформи би предложил на кои што приоритет треба да се даде, а не на уставните промени, кои што веќе 8 месеци помина од донесувањето на одлуката за прифаќање на францускиот предлог. За 8 месеци немаме ниту една буква напишана околу уставните амандмани. Нема ништо. Само
галама, дигање тензии, поделби. Јас наместо тоа, тој процес нека се одвива, нека се подготват амандманите. Јас наместо тоа прашање да биде топ тема секаде им предлагам. Прво се запатиме за реформи околу борбата против тешки облици на криминал, околу криминалитет. Втора работа реформи на судскиот систем. Значи не може реформи на судскиот систем да се подготвуваат врз основа на платформи подготвување од неколку совет за реформи и така натаму. Пишуваат 50-60 страници, тие ми личат на поранешните ставови на Централниот комитет. Ништо од нив не можеш конкретно да имплементираш и да започне некакви реформи. Мене ми треба министер кој што за 10 дена ќе подготви оперативен план за реформи во судскиот систем и тие за 3 месеци да ги спроведе. Тоа е реформа, тоа е ефикасност и тоа значи дека градење на доверба кај граѓаните дека системот се реформира, се градат институции кои што ќе воспостават ред по државата и ќе има имплементација на законите врзани за правна држава, законите да важат за сите подеднакво и се разбира веќе тоа го спомнав скрининг процесот. Се вклучат сите. Парламентот мора еднаш месечно да расправа докаде е скрининг процесот, што треба да се промени. Вака во спротивно, ако министерот Маричич тоа не го подготви проекцијата што и како се одвијат тие процеси, да го отвори тој процес во парламентот, на тој начин и да нема широка коалиција, преку парламентот, опозицијата ќе биде дел од тој процес. Така да сите овие работи треба да се заедно одвијат овој процес, ако сакаме Македонија да движиме напред. Овакви сега влади, широки и така натаму, па поделва по етничка основа, па кој ќе биде министер. Видите, нема ни година дена министер за правда, сега е на трансфер. Како сакате реформи. И исто така, честите промени тие не носат ништо добро во државата. Но посебно нагласувам дека во реформата сега, во реконструкцијата на владата, да се води сметка за воспоставените принципи. Тие принципи се гаранција за стабилност на владата, посебно во целина на државата, и тие гарантират дека многу побрзо ќе се движиме кон Европската унија. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Во Свети Спас го снимав разговорот со историчарот и професор Димитар Љоровски Вамваковски, одедамна и член на Македонско-бугарската историска комисија. Саботното одбележување на годишнината од Гоце Делчев ќе биде еден мал тест за големиот предизвик во македонско-бугарските односи, за заеднички и цивилизирано да покажат респект кон историскиот великан, но и европски вредности во взаимното почитување на посебностите. Едноставно Гоце бил космополитски патриот, така можеме да го речеме, космополитски бил под влијанието на космополитскиот национализам. Како што космополитски национализам подразбираме дека во тоа време сите народи, без разлика на нивната етничка и верска припадност, се бореле против едно заедничко добро. Односно, тоа добро било ослободување од некаков феудален систем и ослободување од некој автократско уредување во тогашните империи, како што биле Австро-Унгарија, Османлиската империја, Француската империја, Англиската. Во тој контекст, ако го гледаме делувањето на Гоце Делчев, многу полесно можеме да го разбереме контекстот на времето во кој што тој живеел и творел. Гоце Делчев е можеби не основач на Македонската револуционерна организација, но е главниот идеолог и давател на незините насоки како да се движи Македонската револуционерно движење. Тој се борел едноставно за ослободување на духот на населението, без разлика на верската и етничката припадност. Цитирам, историчарите се заробеници на етноцентрични погледи на историјата на територијата на која е создадена една црква и една нација. Дали е тоа пречка да се чита објективно настаните и личностите? Знаете, самото население и добар дел од историчарите, тука да не генерализираме дека сите се такви, историјата ја сваќаат не ја сваќаат како наука, туку повеќе ја сваќаат како чувар на нацијата.
Или србите имат многу добра изрека национални радници. Ги доживуваат историчарите како луѓе што треба да бранат преку историјата, да бранат одреден национални погледи кои што се создават во текот на времето и постојат во денешницата. Од тој аспект. Професоре, конвој на бугарски националисти, а при тоа и стража во одбрана на ликот и делото на Гоце Делчев. Кој ги разбранува страстите меѓу двата народи? Меѓу двата народи страстите најчесто ги заоструваат, така може да кажеме, политичките елити. Големодржавните политички планови и стратегии на одредени држави. Пред се тука во овој случај можеме да кажеме на бугарската држава. Не секогаш во минатото бугарската држава имала вакви тенденции спрема Македонија. Например, многу малце знаат дека споменикот на Гоце Делчев, што е во градскиот парк, е подарок од бугарската држава, тоест од градот Скопје 1946 по формирањето на македонската држава. Исто пример во Институтот за национална историја, најголем дел од библиотеката е подарена од страна на Бугарија на Институтот за национална историја. Од тој аспект, кога политичките елити ќе создадат услови за да има соработка и добри односи меѓу двата народи, тогаш што се случува. Но кога политичките елити заради своји лични побуди и интереси го заоструваат реториката помеѓу двете држави, тогаш настанува проблем се пренесува и на самото население и меѓу самите две нации, македонската и бугарската, околу меѓусебните нивни конфликти. Препознавате руско влијание или руска инфилтрација во регионот и пред се некакво влијание врз релациите Скопје-Софија? Сега од тој денешен аспект не можеме да збориме, тоа можеме понатаму како историчари, тоа повеќе би го оставил на политичките аналитичари да го кажуваат, но во историјата, земајќи Османлиска Македонија од големата источна криза од 1875 до 81 па натаму, да, Македонија и не само Македонија, туку целиот Балкан е судир на интереси и влијание меѓу големите сили. И нормално е дека тие судири и влијание се преклопуваат дали на Македонија, дали во други делови од Балканскиот полуостров. Ние знаеме класичен пример уште 43-44 имаме подобна сфера на влијание после Втората светска војна, Сталин, Черчил на лист хартија имаат поделена сфера на влијание. Сигурно и во денешната констелација се знае Балканот припаѓа на едната или на другата страна од големите сили. Истражувањето на македонското прашање не може да се сведе на пребројување колку пати се декларирале како бугари или како македонци. Пишувате меѓу другото дека историчарите ги води ваквото пребројување на некој начин на тенок лед што дополнително создава јас меѓу не само меѓу политичарите, туку и помеѓу научната фела. Ние како историчари треба да согледаме целокупната слика на одреден наставни процеси, без да ги разбериме процесите како се формира една нација. Нема да ни биде во корист да кажеме тој толку пати напишал дека е македонец или тој толку пати напишал дека е бугари. Мора да разбереме дека создавањето на една нација, не само во случајот со македонската нација, туку и на сите балкански и па дури и европски и светски нации си има одреден процес на раѓање, на созревање и на понатамошен развој. Така и во случајот со Османлиска Македонија, крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот, кога е зачетокот на формирањето на македонската нација, самото именување не означува одредена национална или етничка припадност. Нацијата е мултидимenzионална категорија. Има многу маркери и фактори што влијаат врз формирањето на одредена нација. Дали е тоа јазикот, дали е тоа културата, дали тоа се обичаите, територијата. Во македонскиот случај тоа е многу важно дека македонските револуционери стално се повикуваат на територијата, на татковината, они ја бранат и ја чуваат територијата. Они всушност се најголеми противници на оној етнонационализам на соседните балкански држави кои се обидуваат да ја присвојат целосно или да ја поделат Македонија на своји сфери на влијание или физички да поделат. Што и дали очекувате за вривање на страстите на денот на Гоце Делчев?
Ова за жал се последните неколку години се повторува и станува за жал циклично повторување на овие настани. Јас се надевам и верувам дека нема да се случи некаков инцидент и дека навистина вистинските почитувачи на ликот и делото на Гоце Делчев на еден достоен и свен начин ќе го чествуваат неговото датумот на неговото раѓање. Сега понатаму дали политиката ќе има одредено влијание за тие односи да иде во насока на помирување или на разгорување, а срасите се зависи, како што кажав и претходно, од политичките елити. Многу често научната фела знае да порача политичарите да ги трнат рацете од историјата. А ако се водиме според тезата историчарите треба да ги надминат сите дилеми и недоразбирања врз основа на научна аргументација, на крајот прашањето ми е каде е главниот камен на сопнување кога ќе седнете со вашите колеги бугари во мешовитата комисија во делот на тоа чие и кому му припаѓа Гоце Делчев? Проблемот не е во историската вистина толку во самата комисија, туку проблемот е во наметнувањето на одредени национални наративи. Бугарската страна преку нивниот дел од историската комисија се обидува да го наметне нивниот историски национален наратив, со што би го побил, да речеме, условно македонскиот и би наметнал нивни наратив, односно нивна перцепција на македонската историја. Тука е главниот пречка на сопнување, раздор меѓу членовите на нашата и на нивната комисија. Се додека бугарската страна на комисијата не разбере дека не е можно да наметнат некој тук наратив на веќе создадена национална историографија и нација, дека преку историјата ќе се надева дека ќе се случат некакви политички, етнички промени, државни на воденешна Република Македонија. Тоа мислам дека нема да води кон некоја поблиску, по зближување меѓу ставовите меѓу двете страни. Ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Тоа беше се за ово издание на емисијата Трилинг. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. Довидување до тогаш.